Правењето енглес е најистакната особина кај македонците. Кога велам македонците, мислам на сите што живеат во Македонија. Правењето енглес не се учи, тоа треба да го поседуеш у тебе. Тоа е природен, вроден талент, како да ви кажам. Се правиш енглес, например, кога влагаш со колата и блокираш некој пролаз за пешаци, за амбулантно возило, за пожарно возило и така натаму. И некој комшија ти кажува, се извинувам, немојте тука да паркирате, блокирате влез, не дај Боже за амбулантно возило, во зграда живеат многу старци, им се слошува, знаете како е, нема каде да влезе брза помош. И тој ти вика, аха, важи, ја трга колата, ти сидеш, после 10 минути ја гледаш паркирана на истото место на пролазот, или следниот ден ја истата кола ја гледаш паркирано пак тука на пролазот. Тоа е праење енглес. Сега, ти после, кога ќе видиш некој така како се прави енглес, со колата така, например, ти после, рецимо, пошто тоа така ти иритира, пошто си му предочил, пошто си му кажал дека нече и он ти рекол да, важи и па го направил истото, ти после тука презимаш радикални мерки, нели, за повеќе да не му текне тука да ја става колата. Тоа не мислам на кревање на брисачи. Значи, прењето енглес е у суштина особина со која што еден примат или примитивец прави нешто што знае дека не е социјално прифатливо, или е некултурно, или не е морално, само за да си придонесе за некоја моментална лична сатисфакција. Или голема сатисфакција на подолго време, но ме сваќате што сакам да кажам. Исто да кажеме праење енглес, е пример чекаш ред некаде, у банка или не знам, у аптека или било каде, и доаѓа некој што се прави енглес, значи има 10 души ред и доаѓа некој тој момент влага и вика се извинувам, само нешто да прашам на шалтер. И иде тамо на шалтерот на кој аптека, викам само да прашам за да не чекам џабе, имате од овој леков? И она му вика да имаме господине. Па дај тогаш да не сметам тука ако имате, дајте ми еве ви рецепта 2 пакетчиња или што знам што. Праење на енглес, рецимо. Исто така има енглези се прават, например, ќе ја подаде главата од прозор вака, ќе види никој не го гледа и само кесата со џубре ќе джитне низ тераса онака. Имаш тука она по дрвата, по гранките која мава, па тука се распаѓа, па тука висат овие чашки од празни од јогурт, кора од банана на друга гранка виси, куртон на трета гранка виси и така. Зависи све што има таму тоа. У тоа џубрето него. И се е финта ти ако го видиш дека го фрлај, ако му комшија бе, каде бе со џубрето, викам, го од тераса ли го фрлаш? То обично има студенти такви. Шова? Каде бе, дечко, го фрлаш џубрето од тераса? И он ти вика, значи тука дупло се прави енглес, и ти кому кажеш зашо го фрлаш џубрето од тераса, он ти вика, ама не, вика, да не усмрдувам по ходници, лифтот многу смрди, па тука сега ќе се симнам да го земам, па да го однесам, а да не го усмрдувам лифтот, тоа ходници. Тоа има такво праење на енглези. Имате. Исто така, Енглезија, например, колешка еднаш ни кажуеше пред известно време, она имала некој вибратор купен од Виена, нешто така. Тоа ко Лас Вегас светкал тоа, менјал брзини, правил чуда, четкички, меткички, значи чудо на техниката, некој јапанско чудо, тоа 16 функции имал тоа, да те распамети. И некоја незина другарка и дошла и го имала видено и рекла бе, маш ми е на службен пат веќе неколку дена, можеш ми го поземиш вибраторот? И ова рекла, нече збор не е рекла, и го позајмила вибратор. И сега праја деној 10, 15, 2 недели, 3 недели. И ова ја отишла колешка и рекла, абе дај вика тоа, овој вибраторов сега муж ми отиде на службен пат, па јас сум така, вика, дај ми го. Вика, сака бе, све да ти кажам, вика, заборам, бе, вика, бе, еден другар, вика, го знаеш, овој, вика, нели педере, вика, и дојде,
еднаш така и ја му го виде тука, дека ја сама као, маш ми на службен пат, и вика, дај маче, позајми ми го малце вибраторот, и ја му го позајмив, и баш вика се ја му се јавив пред 2-3 дена, вика, вибраторот за другарка ми ќе го бара, вика, да и го вратам, нема смисла. Па он така дошол некој негов братучет, исто педер, и му го, дај да го пробам, и овој му го дал на него, и вика, сега вика да му влезам у трак, и рекла на колешкава, јеби га, ќе пробам да го најдам, ќе ти го вратам, не, овај рекла, фала, после толку ова штафетова предавање од овако, од рука у рука, мислам, вика, фала, вика, али сега треба да ми купиш, вика, и таков поши не верувам дека ќе му влезеш у трагот. Било некој последен збор на технологијата, на техниката. Нема вези, истото е прајање на енглез. Види, го дадов на другар, па он не знам го дал на братучет, и попапала маца, исто е тоа прајање на енглез. Исто прајање на енглез вие, исто е пример ова што беше кога го менја името овие Социјалдемократскиот сојуз. Значи прават референдум кој што сваќаат дека ќе биде неуспешен затоа што македонците одбиваат да гласаат дали се да одговорат на прашање дали се македонци или не се македонци, и свесни дека ќе биде бойкотиран референдумот, они го прогласуваат за консултативен и фактички замижуваат пред желбата на мнозинството на околу 900 милион македонци дека не ќе да преговараат за своето име. И они се прават енглези, замижуваат пред таа нивна желба и си продолжаваат да си тераат по свој, тоест го прогласуваат неуспешниот референдум за успешен и го менуваат името Република Македонија во нивице, го менуваат во Република Северна Македонија и се откажуваат од малцинството во Грција, од се она што би можело да значи македонско потекло од античко доба, така што целото тоа потекло им го препуштаат на браќата Грци, како овде никој да не живеел пред векови, како да било овдека пустина, а не земја, територија од која што и ден денеска, ако копнеш, излегуваат разни артефакти од античко време и од пред тоа. Така што исто тоа прајање на енглез, гледате, може да биде и погубно, може да действува трагично по одредени колективитети, по колективна свест. Значи тоа, кога ќе се префрли на некои повисоки сфери, во поголеми димензии, размери, кога ќе помине тоа паркирање на пролаз, кога ќе влезеш у политика, тоа станува друго, прајање на енглез, кога е вака, народот ти вика немој не го прави тоа, ти го правиш тоа, па после народот ти ебал матер, па ќе ти ебе матер. И ова шо ми исто прајање на енглез. Рецимо сега актуелно излегува првите обвиненија за докторите и на онкологија, кои што се правеле енглези за биотерапијата, за таа скупата терапија за онколошките болни од рак што се. И они си истиснувале овие лековите од тамо од магазинот, така што ги пишуеле дека наводно ги даваат на пациентки и пациенти кои што во нив гледале последна надеж да си го продолжи животот. Пишувале дози тамо дека им давале не знам колку дози кои што човечкото тело толку не може да издржи, али напишано, знаете, за да истисне од магазинот, од залихите тамо, да ги прикаже дека се искористени, и после тука негде они надвор може толе на паркинг си ги продавале, онака баш најдилерски си имале човек кој што ги продавале. Кој ги знае што правеле, ама нешто така од прилика правеле и тоа го покажало вештачењето, ова не го зборам на памет. Значи се правеле енглези. И се правеле, не само што се правеле англези, него правеле нешто многу пострашно. Они у старт како лекари ги отпишале овие болни од рак, немак шо бе така ќе умре, да ќе му стегнеме нешто друго, нешто физиолошки раствор, нешто да друго си поде. Страотни пари. Страотни. Мислам дека се работи обвинението за 600 милиони денари. Така нешто беше. Мислам, не ме држете за спор. Или 500 поимања. Не ме држете за спор. Бришка направиле. Лекари. Па така едни лекари, некои од нив ги знамо, тоа вие што се... Мислам, ако ги знамо од извлеченијата, ви уапсени, цел живот енглези предходно се правя. Колку се они паметни фини. Па мед и млеко од уста им тече. Тоа и друго до душа на некој од нив. Не само мед и млеко. А у суштина морални примитивци, просто кажам.
али се правеле енглези, на сметка на здравието, животите на болните од рак. И сега нормално се јави некој, држава тука, ќе го јадат, ќе го јадат. Една од последиците со кои што треба да се соочиш кога се правиш енглез, е тоа дека еден ден ќе го јадеш. И овој се правиш енглез, овој патриотов голем. Он подугачко време се правиш енглез, колку е патриот, колку е морален, колку е доел на власт, ќе чистил свет тука. И на крај, од правењето енглез, уништи неколку фамилии, на она девојчина што му пукаше у глава, ама уште се прави енглез. И тамо сеака што треба да джелото да каже пресудата. Пак се прави енглез. И знаете што е најтрагично? Пак има будали што му веруваат. Бил наместен, бил ова, бил она. Па може стварно бил наместен. Луѓе, кога ќе сватите дека оние што се прават енглези, обично немаат грам совест. Кој се однесува за ситни работи, паркирање и така натаму, немаат грам социјална култура. Он битно ќе си застане, ќе го паркира возилото, он кур го боли дали некој може да излезе со друга кола што тука паркира, може итно му треба на него. Треба болно дете да однесе негде, треба нешто ова, треба некој. Не, он битно ќе го остави тука возилото и ќе те блокира и ти не можеш да излезеш. Или ете, не да Боже, така еднаш имавме проблем со пожарната. Немаше кај да влезе пожарната. Пошто на толку многу енглези на метар квадратен, ни се ебава мамата на сите после тоа. Па среќа тогаш горе-доле некој комши знае од прилика кој чиви коли тие, ако дошле некој кај кого дошле, па се си минја од горе на сила ги вадев да тргнат колите пожарнава да влезе. Ужас. Бил наместен. И Джукелеве, бил наместен. Бил наместен. Чудовиште. Што сакате да каже? Ја пукав. Психопатите што се прават енглези, најголем тригер им е да продолжат да држат ситуацијата под своја контрола. До кај што можат, но да ја држат. И нема никогаш да признае дека тој тоа го сторил. Никогаш, тоа ве убедувам. Како што нема никогаш да признае дека претходно имал и други такви, најверојатно имал и други такви екзекуции направени, кои што може лежат негде закопани, никој не зна каде се. Зошто? Затоа што колку ти треба да си десензибилизиран за да можеш да пукаш у дете, да му пукаш у глава. Како што тоа го правеле джелатите на Берија на времето, на еден од најозлогласените министри на полиција на Сталин. Екзекуција, класична. Тоа го прават само луѓе професионалци. Луѓе кои што претходно барем 10 души имаат убиено. $1,000,000 сега некој да ви даде пиштол во рука, некоја збројавка берета и да рече еве ти $1,000,000, земи го кучено, однеси го ондека за никој кај што не те гледа, пукај му глава, ќе добиеш $1,000,000. Огромен дел од луѓето нема да го направат тоа. Ни за $1,000,000, ако е куче, а не човек, а не дете. Кој сме кај кучињава, се надевам дека Анима Мунди и останатите кучкари ме сватија дека ја не сум куче мрзец. На некои работи сум ги зборувал на времето кога ме мразеле, сум ги зборувал, само никој не ќе да ме свати. Кога сме веќе кај кучињата, ви молам Анима Мунди и компанија, кои се таму одговорни, тука Тафталиџе Веро, тие се движат до Млече, неколку големи кучиња, навечер потенцирам се страшно агресивни, заловете ги, направите ги, што знаете направите им. Мене ме нападнаа пред 3-4 дена на Млечен, ничим изазван, проаѓав го блеев у мобилниот, проаѓав тука. Баш идев кај овој у еден кафич тука кај Камењар. Првото едното ми се пушти, значи ничим изазван, ни капулјача носев на мене ништо. Како оно ми се пушти по големи ван, среќа замавнав со нога, само замавнав и они тука застана, се повлекоа, ја кида вела. Вчера на 2-3 наврата кај Веро тука на Тафталиџе истите кучиња нападнаа луѓе. Зборам навечер се многу агресивни, зашто ја не сум кучкар, некој кучкарски психолог да знам, но стануваат многу агресивни, заловете ги, направите нешто.
Така да кај енглези бе, застанавме се на кучињава малце отклон напред, нема веза, ќе бидам краток. Така што пак ќе кажам, абе, нас никако највише ни одговара да бидеме со енглезиве вака. Абе, ние сме поголеми енглези од енглезиве, ја да ви кажам. Не може тој до тамо да дофрла до кај што ние можеме да не можат со фантазијата да дофрла до тамо кај што ние можеме онака реално баш да ја поминеме и таа граница. Факмани сме. И после зашо 6 милиарди ни дале заем. Ки ни дадат и 16 утре. Башка, ја знам од внатре, почнала совеста да ги гризе. Ние вас македонците во Егејска Македонија на грамос ве бомбардиравме со напалм. И сега некој се нашом кажал, шо правиме дечки со тоа? Добро, кажете шо треба, дај малце ние да си ги доближиме односиве вамо тамо да, И кој ќе кажат се овие, то 6 милиарди, па кој дал 6 милиарди? Па нормално дека некој ти даа пари за да му ги вратиш, никој не даа на лепе очи. Али не заради мигранти. Значи можеш да се поземиш пари, само да поземиш пари. И да се договориш како ќе ги враќаш, нели? У суштина не е добро кога се задолжуваш, пошто тоа е долг, нели? Долг може да биде пократок и подолг, ама е долг. Но, ако ти се задолжуваш со намера, како што реков вчера, да вложиш во економијата, во развој на индустрија, во не знам што, фабрики, вамо, тамо, во ствари кои што можат долгорочно да ти ги вратат парите, не знам, железници, автопати и така натаму, така натаму. Да ти донесат пари за да можеш да го сервисираш тој долг. Тогаш тој долг е добре дојден. Ако се нема намера некој таа позајмица да ја стрпа од джеп, тоа е више друга работа. Да ги истисне и да ги стрпа од джеп. Но, ако одговорно се потроши тоа позајмување, одговорно се вложи, се инвестира со него, како што реков, во ствари кои што прават добивка, прават вишок на вредност, вработуваат луѓе, пример фабрика се отвори, се отвори. Тогаш што оправдам, сите земји го прават тоа, сите земји се задолжуваат понекогаш да завршат некоја капитална инвестиција или што е знам што тоа. Но вие секако размислете за ова правење енглези. Тоа, како да ви кажам, тоа треба да го смениме од нашиот менталитет. Да не се правиме многу енглези, тоа ми рече поентата. Да бидеме поише македонци. Мада и тоа не знам колку е. Може па да не бевме македонци, па и немаше да се правиме енглези, ама изгледам е нормално за овој македонец кога се раѓа да се роди со тој талент да се прави енглез, кој ќе го знае кој е постаро јајцето или кокошката и пемимата.